Јас сум Александра Бубевска, а денеска ќе разговараме со Драгана Евтимова, поетеса, писателка, авторка на неколку истакнати книги и од теоријата на книжевноста. Дали ја имаме веќе Драгана? Да, добро утро. Добро утро. Ви благодарам што одвоивте минути за овој наш разговор, бидејќи сакав да поразговараме за една ваша иницијатива, поточно за платформата Фуснота МК, која што е платформа посветена на претежно на македонска поезија. Бидејќи во ова време на интернет, кога многу книжевни списанија всушност изамреа, некои уште така по еден број успеваат да издадат во текот на една година, а пак помладата генерација се разбира е свртена првенствено кон интернет. Интересно е што токму на интернет се одлучивте да поставите поезија. Да, токму така. Поезијата, како што рековте, е маргинална во наводници уметност, односно со тоа сакам да кажам дека има помала гледаност, односно читаност во книгата отколку романот. Тоа исто важи и за тиражите, нели знаеме дека романите се печатат во поголем тираж отколку поетските книги. Токму затоа Сдруженијето Фуснота одлучи заедно со еден малтешки поет, Антоан Касар, да формира прво здружение, бидејќи треба да се направи проект, во кој што ќе се нарече Шири поезија, не страв. Токму заради тоа сакавме да направиме нешто поразлично, односно да биде подостапно до поголем број на читатели, односно повеќе да ги инволвираме младите тука. Бидејќи знаеме дека во време на корона, како што е сега ситуацијата, во кој што сите сме во грчи, постојано сме на интернет, повеќето работиме од дома, наставата децата ја следат од дома на интернет. Токму затоа сакавме баш сега да го покренеме тој проект на интернет за да биде повидлив за поголем број на читатели. Кои се главните цели на Фуснота МК? Вие кажавте сите се на интернет, па затоа и решивте поезијата како една во наводници маргинална уметност да ја представите, но кои ви се конкретните цели на оваа платформа? Да, Фуснота е Здружение за развој и едукација пред се на културата, односно на делот за уметноста. Тука сакаме да истакнеме дека едукацијата за уметноста, односно во делот на поезијата, важноста за културата, односно за културниот сенс на младата популација е пред се првенствено за цел, односно подобрување на тој поквалитетен културен живот и состојбите во тој дел. Главните активности се воглавно дефинирање на културните соработки со исти и слични здруженија од земјата и странство, како и културна размена, иновативна организираност и перспективност, потикнување на развојот на соработката меѓу градовите, но и зајакнување на меѓународната конкурентност, како и тоа е еден вид на културен активизам всушност. Тука е вклучување и печатање на книги и брошури од оваа дејност на културата. Вие веќе издадовте една антологија многу интересна заедно со Владимир Лукаш, каде што ги споивте зборот и сликата и цртежот на Лукаш всушност. Да, антологијата се вика Игропис и тоа е еден обид, тоа беше првенствено еден обид да се направи хибридна форма во книга, во која што ќе се спои песна од автор со слика од Владимир Лукаш. Тоа се миниатурни цртежи направени во црно-бела техника од страна на Владимир Лукаш. Што сакавме всушност да кажеме? Односно, сакавме да ја соединиме најпрво, така излезе проектот, да ја соединиме всушност сликата со зборот, со текстот. Преку поезијата на различни автори, ја сакавме да изразиме свеста за развивање на поезијата, односно читањето на поетски текст на два начина, преку слика и преку текст, односно да избере читателот што сака да чита, дали сликата или песната. Цртежите како миниатурни конструкции се направени како
вкрстување, односно соединување на таа порака. Како всушност дојдовме до идеја на соединување на таков вид на текст, слика? Најпрво бевме мотивирани од различни слични работи кои што ги прават на тој начин, како секојдневни покани за свадби во кои што имате цртеж со покана, или на пример флејрчиња за рекламна содржина. Па велиме, па да, може и поетска песна да се чита на тој начин. И така всушност ја направивме оваа антологија, но секако тоа беше првичната замисла. Подоцна, кога веќе почнавме да работиме на антологијата, тоа беше еден сериозен пристап во кој што имаше многу направени цртежи со многу потоа исфрлени за на крај потоа да се направат тие кои што се во антологијата. Тоа е всушност еден социјален експеримент во кој што се експериментира со различни ракописи. Знаете, вие сте ставени во ситуација да ја читате писната на различен начин од претходно кога сте ја читале додека сте ја читале само како во книга. Драгана, не знам дали ќе се согласите, но ми се чини дека во последните години особено една нова генерација на писатели и на поети го освои книжевниот простор, особено во Македонија, тие излегуваат и надвор, но да речеме пронаоѓаат и нови форми да ја приближат поезијата, па заедно со музиката. Познати се оние астални проекции што ги организираше една поголема група на македонски поети и писатели. Дали и вие некако го чувствувате тој нов бран всушност во македонската книжевност? Да, се согласувам со тоа. Книжевноста, особено поезијата, има свој простор во кој што може да се изразиме извонредни автори кои што излегоа од таа генерација и излегуваат се уште. Да, точно, не само асталните проекции, туку и во рамки на различни фестивали ние сме вклучени во кои што вие можете да слушнете или да прочитате дел од нашата поезија, сега кажувам за нашата генерација, во различни антологии. Застапеноста на авторите е прилично голема и се согласувам со вас дека во тој поглед има што да се прочита. Има и автори, има и издадени книги од страна на тие автори, како и различни читања. Па имаше порано повеќе читања, значи пред короната, астални проекции имаше во кафе книжарницата Магор, исто организира, по фестивалите има всушност слух за тоа дека има млади автори. Значи, добро, тие веќе не се толку многу млади, да речеме. Како? Тоа не се веќе толку млади, сега кај нас до 40 години се уште млади и млада генерација. 40 години, да. Но сепак тоа... но... Кажете. Сепак тоа се веќе автори со докажани вредности, бидејќи имаат и објавувано, имаат своји преводи и во странство. Сега да не ги редиме сите, но тука се една Ана Голечка, Ѓоко Здравевски, Иван Владимир Мартиновски добро е веќе постари. Да, Илијана Величковска, Зоран Радичевски, Звонко Данески, Снежана Стојчевска, има повеќе, да. Тоа се автори кои што дефинитивно, сите тие автори излегоа во странство, имаат читање и надвор од државата и исто така влегоа во конкуренција, во најтесен круг со наградата Браќа Миладиновци последните години на Струшките вечери на поезијата, што е дефинитивно еден чекор кон приближување на тие млади автори во секојдневен простор, во кој што може да ги прочита било кој, да. Сега од друга страна сакам да ве прашам и каква е состојбата пак од другата страна, од страната на книжевната критика. Дали овој нов бран, да речеме, или засилен некој бран на македонска поезија го следи и нов бран некаков на критика? Да, критиката овде ни е слаба страна. Критичките осврти се малце побавни во однос на издавањето на книгата. Веројатно ни фали критика, но веројатно ни фали повеќе храброст да се напише одредена критика, бидејќи критиката не подразбира само фалење на поезијата или прозата или било кое дело кое што е напишано, туку и напишување на негативните страни на книгата. Значи критичар кој што може да напише
и позитивна и негативна критика, но и неутрална. Може би не му се допаѓа тоа или му се допаѓа, но така. Може да напише и нешто измеѓу, што би се рекло. Критиката малце побавно се движи со издавањето на книгите. Се согласувам со вас дека треба да има повеќе критички осврти и повеќе критички простор во пишуваните медиуми или не знам, во весниците, на интернет или било каде, бидејќи критиката е клучна за развивање на добар автор во следните дела кои што ќе ги напише. Да. Добро, ви благодарам многу за овие одвоени минути за разговор во утрински брифинг и ви посакувам успех со оваа нова платформа Фуснота МК. Со надеж дека ќе се слушнеме повторно. Се надевам, да, благодарам за поканата и се надевам дека и овој разговор ќе придонесе да ни пишат повеќе автори кои што досега можеби немале храброст да пишат, без разлика дали издале или не издале некаде своја поезија, па да споделиме мислења и да, нели, да ги објавиме. Благодарам уште еднаш, тоа беше Драгана Евтимова, писателка со која што говоревме за новата платформа за поезија и книжевност Фуснота МК.